Половина милион евра ќе плати народот за пратеници да седат дома. Тоа е приближно сумата која ќе треба да се плати во наредната година дена за вкупно 39 поранешни пратеници кои се пријавиле за добивање на апанажа. Според законот, на нив во период од една година им следува надомест во висина од платата која ја примале. Во случајов тоа се околу 60.000 денари, односно 1000 евра плюс придонеси. За еден месец тоа се околу 39.000 евра или 470.000 за цела година за сите. Ова секако не се малку пари. Па логично прашање е што за целата работа мисли народот. По 1000 евра апанажа, тоа е многу. Тоа е неправилно. Абе да зимат помалку, не воопште да не зимат, ама помалку да зимат, а не 12.000 евра година. Многу пари е тоа како? Многу се тие пари за осиромашена држава. Ова е ставот на народот, но според законот за плата и другите надоместоци на пратеници, тие имаат право на секој денар. Законот предвидува пратеник да може да остварува плата подолго и од една година, а најмногу уште 6 месеца, доколку во тоа време стекнува право за старосна пензија. За време на остварувањето на ова право, пратеникот нема право на други лични примања и надоместоци на трошоци. Инаку, за последните 6 месеци од мандатот, пратениците од истокот од претходниот состав поднеле 106 предлог закони и близу 1400 амандмани. На говорница дискутирале 43 пати. По партии, ангажманот на 10 пратеници од источниот регион, од кои 6 се од ВМРО ДПМНЕ и 4 од СДСМ, изгледа вака. ВМРО ДПМНЕ имал 15 излагања на говорница и 20 во работните тела, а СДСМ 28 на говорница и 30 во комисиите. Од 106 поднесени закони, 6 се на ВМРО ДПМНЕ, а 100 на СДСМ. ВМРО поднел 42 амандмани, а СДСМ 1350. Пратениците од ВМРО гласале 2626 пати, а они од СДСМ 308. ВМРО поставил 10 пратенички прашања, а СДСМ ниту едно.